Драги гледачи, вистинско време за нашиот разговор ова утро. Денес разговорот го посветуваме повеќе на традиционалната изложба на фотографии, организирана од страна на Фотокиноклуб Битола. Значи е традиционална и еве ќе изборуваме нели повеќе токму за таа изложба и секако малку за клубот. Заедно со нас ова утро имаме двајца гости. Станува збор за Коста Дупчинов, кој што е претседател токму на овој клуб, и еве како уште една представничка нели од понежниот пол, Кети Талевс, како што е фотограф. Добро утро и како сте? Добро утро, супер. Ви благодариме на поканата. Токму и затоа нели сме тука, во тек е традиционалната изложба на фотографии. Еве, како започна и самата иницијатива еве да се организира ваква изложба и која порете нели? Па, самата иницијатива да се организира ваква изложба започна уште со формирањето на Фотокиноклуб Битола. Во 2011 година го формиравме клубот, а со тоа одлучивме да организираме секоја година по една клубска изложба, која ќе биде како ревијална изложба со цел членовите да ја представат нивната работа, нивните најуспешни фотографии кои ги направиле во тековната година. Ова година беше четврта поред клубска изложба. На изложбата имаше 44 фотографии од 28 автори. Селекцијата на фотографиите ја направи Димитар Чунговски. И на оваа изложба имавме чест да учествуваат заедно со нас и двата почесни автори на Фотокиноклубот Битола, Драгине Делчевски и Маџид Бајрамов, кои би сакал да ги поздравам. Што е она што е најзначено кога станува збор за организирање на изложба? Како оди тој процес? Имате ли можеби соодветен конкурс кој што го објавувате или тоа чисто се само на членови? Па, тоа е само за членови на Фотокиноклубот Битола. Тоа е еден внатрешен конкурс. Целата организација е еден процес кој се спрема можеби 2 до 3 месеци. Значи, членовите се запознаени дека ќе има клубска изложба секоја година во декември месец. И поминуваме низ сите тие фази, значи собирање на делата, испраќање за барање на патронажа во Фотосојуз. Значи секоја наша изложба е под патронажа на Фотосојуз на Република Македонија. Значи испраќање на делата за патронажа, потоа припреми, каталози, селекција на фотографиите и стандардна она припрема да се наместат фотографиите, да се спремат во рамки, да се спреми просторот, па се до отворање и собирање на изложбата. Обично секоја изложба има одредена тематика, например при самото објавување на конкурсот, например се наведува дека например еве можеби е само на тема природа или тема не знам апстрактност или тема портрети женски ликови и машки ликови или така натаму, или чисто например еве по избор на пријавените. Па разговаравме да биде на некоја тема. Меѓутоа до сега, бидејќи е ревијална и за секој автор работи свој посебен стил, секој има, значи, дел фотографират природа, дел фотографират улична фотографија и на секој автор, значи целта на клубската е да ги представи авторите и нивните најуспешни фотографии. Па гледајќи од таа смисла, значи секој автор гледа да си ја промовира неговиот стил на фотографија, да си го промовира. Меѓутоа, ете, за некоја наредна година планираме да ја направиме тематска со цел сите да бидат една подобра, многу подобра целина. Дали станува збор за изложба која што еве планирате можеби да има и некој надпреварувачки дух? Значи да се надпреваруваат самите членови, например, кој што направил повеќе или подобро нормално и секогаш да биде претизвик повеќе, односно да се работи или на полето на фотографија? Или чисто останува да се прикаже сепак сечие дело? Ние општо не правиме такви, мислам, за нашиот фотоклуб, меѓу нас членовите не се надпреваруваме обично. Туку учествуваме во интернационални изложби кои што се организирани од други клубови, пример од Македонија, а исто и надвор од Македонија, на интернационални изложби. Во тие изложби досега на кои што имаме многу учествувано, мислам дека сме меѓу поуспешните фотоклубови, пошто на секоја имаме автори кои што имаат примени дела и наградени дела исто така. Еве, колкава е годишната возраст нели на самите членови и учесници токму на оваа изложба? Па точно да кажам не знам, меѓутоа имаме од најмлади автори па се до
возрастни автори, значи искусни автори. Кога зборувам за млад автор, мислам во смисла млад во фотографијата, не зборувам за старосна граница. Ние не ги гледаме авторите како според возраст, значи нема некој таков критериум. Единствено авторот е млад доколку сега скоро започнал со фотографија. Така, па токму заради тоа го поставив прашањето, нели, дали сте ограничени, можеби еве имаме талент кој што има можеби 7, 8 или 10 години, а сепак фотографира прекрасно и повеќе и поквалитетно од некој што има можеби 40, 50 и повеќе. Заради тоа го поставив ова прашање. Да, точно така е, значи би фотоклубот, целта на фотоклубот уште од самиот старт на неговото формирање беше да ја промовира работата на авторите, да ги помага во нивните креативни, значи да го зголеми нивното творештво, да ги промовира. Еве можеме токму да погледнеме од самата изложба, дека имаше навистина голема присутност токму на публика и тоа сакав да го поставам како прашање. Има ли заинтересирани еве кои што можеби сакаат да бидат во еднина фотографии, по ове мотивација плюс, гледајќи ги нели членовите како фотографираат, па еве има ли заинтересирани можеби од страна кога станува збор вака за изложба? Некој на пример се упатува или до вас и да укаже, па јас сакам еве да пробам, имам хоби, зашто да не? Па да, ги има многу такви. Скоро секоја година имаме по плюс 2-3 нови члена. Сега ова година мислам дека се приклучи околу 3 или 4 нови членови. Има интересирање и ние некогаш кога ќе сретнеме некој фотографија и прашуваме дали со тоа се занимава, дали го интересира фотографијата, односно уметничката фотографија, и ги прашуваме дали сте заинтересирани да бидете членови. Тие што се заинтересирани прифаќаат со задоволство. А кога сме кај членовите, отприлика колку членови броите како клуб? Па моментално значи имаме околу 30 активни членови. Знаете, на изложбата имавме 28. Меѓутоа има повеќе членови кои моментално се неактивни. Значи зборувам за една бројка околу 45 членови, меѓутоа 30 се навистина активни, работат и учествуваат на сите наши изложби, значи на секоја активност ги помагаат волонтерските активности кои ги организираме, ги помагаат хуманитарните активности кои ги организираме. Мислам дека тука е бројката од прилика 30 автори. Еве кога станува збор за самите фотографии, што е најинтересно од страна на публиката? Например, кој тип, која тематика, што сакаат, например, најмногу да гледаат и нормално, има ли од нивна страна, можеби интерес, можам ли да ја купам ова фотографија или да имам во својот дом? Па, планиравме да направиме нешто како хуманитарна активност, да ги продаваме фотографиите, меѓутоа отпадна таа идеја. Секој автор поинаку си ја вреднува фотографијата, секој автор си има, да речем, своја цена за фотографијата. Се случува, меѓутоа не многу често, посебно не во Битола. Не сме навикнати да купиме. Јас барем така мислам, тоа е моje мислење. Значи, исто мислам дека најмногу се заинтересирани за онај помек стил на фотографија. Зборам во смисла поблизок му е на секој онај, на пример, природа, која ќе види нешто впечатливо, предпознатливо, доколку види некои геометриски елементи, некои фигури, значи може тоа да биде прекрасна фотографија, уметничка, меѓутоа тоа е веќе нешто ново и мислам дека не е толку мислам дека не е толку многу го заприметува тоа. Еве, како фотограф, видејќи работиш нели фотографија, мислам убаво што имаме нели можност да поразговараме токму со фотограф. Колку време се занимаваш со фотографија? Па професионално речем, негде може 3 или 4 години, а иначе претходно фотографирав и денес фотографирам исто со аналогни апарати, така и почнав од почеток и некаде можеме да речеме дека 5-6 години веќе активно се занимавам со фотографија. Што е онај предизвик што те тера едноставно да фотографираш? Што е оно што најмногу сакаш да фотографираш и кога е тој временски период во текот на денот можеби или кога одиш некаде или како се одвива тој процес? Каква е твојата перцепција како фотограф спрема светот?
Дали гледаш секако фотографија како слика или Зависи од периодот во кој што се наоѓам и имам различни периоди во кои што сакам различни работи да фотографирам. Пример, некогаш ми се случува да сакам многу улична фотографија да фотографирам и само на тоа се насочувам. Има моменти кога сакам портрети и тогаш само со модели и со такви работи. Исто така и дека сакам исто многу природата, сакам и природа да сликам, планина, зависност каде се наоѓам, со кој се наоѓам и периодот каков што ми е. Дали со себе секогаш го имаш фотоапаратот? Или користиш можеби мобилен телефон што ќе ти се најде при рака? Па да, мислам, го имам апаратот скоро секогаш, ама кога го имам со телефонот сликам често. Snapchat. Дали имате можеби посебна колекција како бидејќи нормално технологијата си го прави своето? Мобилните телефони сепак имаат квалитетни високи перформанси во однос нели на камера, со колку и толку, например, мегапиксели и така натаму, значи квалитетни се во однос на изработка на фотографија. Може ли да се служи, например, човек со мобилен телефон и да произведе квалитетна фотографија? Па да, сега во последно мислам дека мобилните телефони се многу напред. Технологијата е многу напредна и мислам дека уметничка фотографија не бара некои посебни, значи технички карактеристики, туку е многу побитна приказната композицијата на елементите. Еве знаете, например, со појавата, например, на Инстаграм, кога се појави сега веќе со појавата на сите социјални мрежи, има многу поголем број на фотографи кои користат мобилен телефон и кои прават одлични фотографии. Дури изложби се прават на фотографирани со мобилен телефон, така да мислам дека ќе има и се повеќе, ќе расти тој број. Знам дека имате други активности, еве веќе скоро годината ни е при крај. Сметам дека е убаво да направиме една кратка музичка пауза, а потоа ќе зборуваме за другите ваши активности. Драги мои, музика.
Продолжуваме со разговорот токму за фотографијата. Имаме навистина многу што да зборуваме. Како оди тој процес? Еве, сега баш на самата пауза зборувавме за тоа каква перцепција има секој фотограф. Што е она позитивно кога еве се собирате, например, можеби се подразбира дека имате состаноци, можеби на неделно или како и да е, сепак вашиот број се зголемува или на членови и секој има различна идеја. Колку тие идеи кога ги ставате нели на маса доаѓаат нели до реализација? Па вака, значи се собираме и неделно, секоја среда се собира фотоклубот. На состанок идат многу фотографии. Некои состаноци се посериозни, некои се малце така по лабави, опуштени, значи знаеме и да се зафркаваме цел состанок. Меѓутоа, мислам дека многу е битно и дека е едно од клучните работи зошто се собираме, значи во толкав број, зошто сме заедно. Мислам дека е таа една мотивација која меѓусебно имаме, тој еден надпреварувачки дух, значи меѓу нас како зборам како конкуренција, меѓутоа како во позитивна смисла, значи се надградуваме самите. Мислам дека си ја поттикнуваме инспирацијата, си ги поттикнуваме идеите, значи ќе споделиш идејата, некој ќе ти додаде нешто, некој ќе ти одземи нешто и така мислам дека тоа многу позитивно влијае на секој автор. Организирате ли работилници? Еве, например, нормално сите автори, сите фотографи не знаат исто да фотографираат, што е и нормално. Никој знае можеби повеќе, бил можеби во странство, па стапил во контакт, например, со други професионалци, па научил нешто друго нормално. Не знам јас, еве, претпоставувам, например, на кој степен треба да биде лево или десно, горе или долу, каков треба нели да биде зум или така натаму, значи чисто како претпоставки. Имате ли одредени такви, еден вид на работилници? Секоја година фотокиноклубот Битола организира еден бесплатен курс како фотошкола која трае неколку месеци. Во таа фотошкола, значи имаме многу искусни автори, имаме навистина со кои да се пофалиме. Во таа искусна школа, значи сите тие предаваат се разбира на помладите автори, меѓутоа и ние меѓусебно си ги посетуваме тие часови. Значи сите меѓусебно се надополнуваме, секој во своето поле предава по нешто. Еден предава композиција, друг предава фотошоп, трет предава оптика, елементи, значи секој помалку. Исто така организираме и надворешни предавања од фотографи од Македонија и од надвор. Например, лани беше гостин, имавме од Турција Еркан, значи еден прекрасен фотограф, извонреден. Тој одржа едно кратко предавање само за членовите на клубот. Исто така имавме неколку предавања, значи од автори од Македонија. Го имавме Драги Неделчевски како предавач, Сашко Дете Илов, професор, господинот Горан Наумовски, исто професор. Така да организираме често такви предавања и многу се учи на тие предавања. Исто и да надополнам, посетуваме голем број од предавања кои ги организираат другите фотоклубови. Токму и на тоа сакав да се надоврзам, што е со соработката со другите клубови. Например, на територијата на Македонија ги има доволно според вас, се развива ли фотографијата, еве пред се како хоби, а за професионалност веќе навистина друго поле? Да, има многу фотоклубови во Македонија, меѓутоа мислам дека има простор за уште. Има градови се уште кои немаат фотоклуб. Соработката ни е одлична со сите градови, со сите фотоклубови. Меѓутоа морам да истакнам најмногу соработуваме со фотокиноклубот од Куманово. Исто така со фотокиноклубот Прилеп. Со нив имаме најдобра соработка, значи најмногу се разбираме, меѓусебна соработка имаме, заеднички организираме изложби. Исто така во други градови, значи има фотоклубови и многу ги поддржуваме, ги цениме. Морам да го споменам фотокиноклубот Чкрап од Тетово, кои ни се така едни драги посебни пријатели. И ако продолжам сите ги набројам, значи ќе нема време, така да навистина има многу фотоклубови, сите се расположени за дружење, за соработка. Веќе годината нели ова 2015-та веќе скоро при крај. Што можете да издвоите како најзначајни активности, нешто што нормално ќе ви остави впечаток и нормално во вашето
професионално портфолио или како фотокиноклуб Битола? Па, ова година, значи, најважна активност е Фотофест Битола, кој го организиравме. Се разбира, тој ќе се одржи средината на јануари, меѓутоа досега беше конкурсот, значи сега го промовиравме. Тоа е една меѓународна изложба признаена од сите светски организации. Исто така, сакам да ја споменам, значи, изложбата која ја правевме на млади автори во Битолското културно лето Битфест. Направивме на хуманитарна акција во училиштето Кочо Рацин, каде ги фотографиравме полуматурантите. И се разбира клубската изложба. Кој број повеќе? Мажите или жените како фотографи? Машките, дефинитивно. Зашто? Иако има изложба која веројатно ќе наредна година ќе биде организирана веројатно во Битола, која што се вика Жените и фотографијата, кај што исклучиво учествуваат само жени. Сега се надеваме дека ќе ја превземе ние во Битола. На 8 март изложба. Да, и за 8 март ќе направиме една таква изложба. Може би сепак не е вистински збор, жените се може би посрамежливи од аспект на не се осмелуваат да речеме да бидат дел од вакви клубови, но сепак сметаш ли дека има надвор кои што не се членови, а сепак жени, млади девојки кои што фотографираат и сакаат да бидат истакнати на некој начин. Што е, например, твојата сугестија до сите оние млади девојки повозрасни, нормално, зашто да не? Па, да, има, сигурно дека има. Девојки што сакаат да фотографираат, ама доставно не сакаат да бидат во клуб, не сакаат да учествуваат. Иначе во нашиот клуб имаме и помлади и постари, што фотографираат активно и се присутни на секоја активност и на изложби учествуваат активно и имаат резултати. Кажеме подобри од машки. Во однос на надпреварите, се надпреварувате ли надвор од државата? Да, учествуваме на многу интернационални меѓународни изложби. Секоја година од фотоклубот неколку автори ја представуваат Македонија на меѓународно ФИАП биенале. Тоа е биенале на фотографии каде цел свет се пријавува со своја колекција. Од секоја држава има по 20 автори. Значи, секоја година од клубовите имаме минимално 5 или 6 автори во таа колекција, што е навистина за пофалба. Исто така голем дел од авторите учествуваат на тие интернационални изложби кои се под меѓународни патронати на меѓународни организации. Меѓутоа, не премногу, затоа што е навистина скапо тоа учество на тие меѓународни надпревари. Гледаме на сите бесплатни да учествуваме и да одбериме во текот на годината, може би 10 на кои може да учествуваме, каде што може да издвоиш одредени средства за да учествуваш. За крај на нашиот разговор, што сметате дека е најважно од аспект нели како фотографи, да го знаат, например, нашите гледачи и може би да упатите еден поттик, сепак фотографијата е креативна работа, креативноста секогаш нуди нешто убаво, нешто позитивно. Па да, јас би сакал да ги мотивирам сите автори да ја земат фотографијата, мислам, секој што веќе сака фотографијата да ја користат што повеќе за како начин на изразување. Сепак уметноста е едно прекрасно поле да секој автор работи, без разлика дали е таа уметничка, дали е професионална, аматерска фотографија. Во секој случај може и секој автор да се пронајди во некој дел од фотографијата, да се изрази преку фотографијата. Ги повикувам сите можат да дојдат во фотоклубот, значи сме отворени за работка за надворешни членови. Сакаме да ни дојде некој гостин, се разбира, секогаш некој нов да дојде во клубот, да не освежи со нова енергија, можеби нови идеи. Се разбира, сите сакаме да запознаваме нови личности. Би сакал да поттикнам да има што повеќе фотографи во таа уметничка сфера. Дали изложбата трае се уште? Изложбата да, се уште трае. Не знам точно до кога ќе трае, меѓутоа секој може да ја посети во магазната. Одлично. Ви посакувам многу успеси. Се подразбира отворена е соработката за се што е убаво, се што е креативно.
Наближуваат ни или празници, убава можност секој граѓанин, особено кога станува збор за тие новогодишни украси, таа позитивна енергија, новогодишна еуфорија, се прават нели и тогаш барем најубавите фотографии. Благодарам што ме поканивте. Остануваме нели во контакт. Драги мои, еве, имате уште поголем поттик нели да фотографирате, да направите нели убави фотографии со вашите пријатели, со вашето семејство. Продолжуваме со останатите содржини.